Минатата недела ја завршивме серијата за Великден, која јас ја нареков Каменот. Изборувавме за каменот сведок, оној камен кој сведочи. Првиот камен беше каменот кој сведочеше за воскресението на Лазар. Вториот камен беше каменот кој сведочеше за воскресението на Христос. И третиот камен беше како игра на зборови, е каменот кој е основата за нашата вера, каменот Исус Христос. Со тоа што тој ја завршува така неговата проповед на гората, со тоа што кажува дека кој ги слуша моите зборови и ги исполнува е како оној кој ја гради куќата на камен, која куќа ќе ги претрпи сите бури, сите дождови, сите ветришта и ќе опстане. Тоа што следи веднаш епизодата после Воскресението е една интересна, конфузна епизода на 40 денови Христово објавување на своите ученици, на своите познати, на своето семејство. Запишани се само некои важни настани, аз верувам дека имало многу повеќе средби, но апостолите, евангелистите ги запишале тие настани кои сметале дека се многу важни. Како прво, една од моите омилени средби е со двајцата ученици кон Емаус. Кога оди Христос, им се приклучува, они двајцата се утепани скроз, затоа што нивниот учител е убиен, погребан, сега ни телото не знаат кај му е и не знаат како да го протолкуваат сето тоа. И искрено да бидам, тоа ми беше една од најубавите проповеди што јас ги имам проповедано и беше проповед која проповедал во Африка. Сеќавам прв пат кога бев таму, тие проповеди што јас си ги спремив од дома, сватив дека во џунглата не да не ги разберат, нема шанси да ги разберат. Имав отприлика 5 минути да спремам нова проповед. Викам, Господи, направи чудо. Ако ме знаете мене, јас сакам целиот текст да ми биде напишан како што треба, од збор до збор. Таков човек сум, не сум можам фристайл така да зборам, ама сакам да ми е напишана проповедта, да ми е размислена мислата и така натаму. И тоа што се случува е, Господ онака мислите ми ги наведе токму на тој текст. На таа средба која Исус имаше со двајцата ученици кои одеа кон Емаус. И една единствена поента која има во тој текст е дека Господ навистина не среќава таму каде што сме. И тоа беше проповедта која проповедав таму и една од омилените средби кои Исус ги имаше после Воскресението. Сепак, последната епизода за која можеме да посведочиме дека учениците и сите следбеници го виделе Исус, било на денот на неговото вознесение. Многу важен момент, кога Христос се вознесува. Тој ден во календарот на црквата се уште е далеку, затоа што Христос се вознесува 40 дена после Воскресението. Но јас сакам да се навратам на епизодата и на заповедта која Исус им ја дава на учениците на денот на Вознесението. А тоа е познатиот текст од Матеј 28 глава, каде што Исус им го дава тоа големо послание на апостолите. Им кажува, одете по цел свет и од сите народи правете мои ученици. Учејќи ги на заповедите што јас сум ви ги заповедал, се ја парафразирам, и крштевајќи ги во името на Таткото и Синот и Светиот Дух. Одете во сите народи и од сите народи правете што? Мои ученици. Не се верници, туку се ученици. Се баш пред богослужбата Ребека споделуваше дека почна една нова авантура со студии и така натаму. Сега Фани завршува една нејзина авантура со студии. И знаете што ќе ви кажам? Учеништвото, тоа што го слушам и тоа што го гледам, има цена. Многу голема цена се плаќа. За да бидеш ученик, има цена. Јас сам да ве прашам, дали некојаш ние сме размислиле што значи да се биде Христов ученик и дали тоа учеништво има цена? Знаете, често пати ќе зборуваме за Божјата милост, колку е прекрасна, колку е као оваа детската песна која знаете, ако сте биле оддамна од црква, ја знаете, љубовта Божја е прекрасна, љубовта Божја е прекрасна, висока не можеш над неа, длабока не можеш под неа, широка не можеш околу, колку прекрасна љубов. Тоа е една детска песна со која ги учиме децата. И тоа е така, тоа е вистина. Милоста Божја е прекрасна. И пееме за таа милост цело време. Има еден христијански теолог
кој се вика Дитрих Бонхофер, тој составува еден нов термин од кој црквата страда, кој се вика ефтина милост. Дали се слушнале за тоа? Ефтина милост. Тој пише една книга која на македонски, ако ја преведам, е како насловот на проповедта Цената на учеништвото. Како доаѓаме до таа ефтина милост? Тој прави едно сиже на целата христијанска историја за Мартин Лутер, за се живо ќе каже Мартин Лутер протестирал за состојбата во западната црква во која посветениот христијански живот се сведува на оние кои професионално се занимаваат со црковниот живот во манастирите. Од прилика, за да бидеш добар христијанин, треба да отидеш во манастир, друга опција нема. Тој протестирал против тој светоглед. Како човек кој излегува од манастир, една од работите што ги разбира дека христијанскиот живот, учеништвото или следењето Христово во манастирот треба да излезе од манастирот за да има смисла. Исус се молеше не да бидеме изземени од светот, туку да бидеме заштитени во светот додека се уште сме во светот. Бонхофер ја гледа појавата на манастирскиот живот во црквата токму како протест кој следбениците го имаа во моментот на секуларизацијата на црквата. Црквата превземајќи ја формата на светот. Од друга страна, ефтината милост се наоѓа во црквата која инсистира на оправдание без покаяние, на тоа дека Бог не љуби такви какви што сме, без следбеништво и без посветување. Колку пати сме го слушнале тоа до сега? Бог те сака таков каков што си. Како звучи тоа? Колку прекрасно звучи. Но што значи да се биде Христов ученик? Денес се појавуваат, живееме во еден свет кој е малце конфузен. Сакам да споделам, да кажеме во каков свет живееме и што значи да се биде ученик во тој свет. Што значи, каква мисија црквата треба да има во овој свет во кој живееме, за да биде таа мисија ефективна. Дали ние го разбираме и дали го зборуваме јазикот на кој денешната култура размислува и зборува. Само една работа ќе анализирам во која престојува новата генерација. Има една култура која е многу популарна помеѓу новата генерација. Вие постарите можеби прв пат ќе го слушнете терминот, јас морам да го кажам затоа што тоа е генерацијата која доаѓа. Тоа е генерацијата која ќе ги учи нашите деца во школите. Тоа е генерацијата која ќе бидат следните политичари. Тоа е генерацијата која ќе бидат следните, не знам, што и да бидат, ќе бидат во општеството и ќе работат. Има една нова култура што се појавува, што е глобална култура, која на англиски се вика woke culture. Култура на некакво будење. Ако сте гледали некои чудни видеа на интернет, каде што млади луѓе со шарени коси фрлаат супа на слика и се лепат по подови за да протестираат против нешто и така. Не знам дали сте виделе такви видеа. Распространати се такви видеа, едно големо движење тоа. Заговараат некакво престано користење на нафтени деривати, инсистираат на затварање на сите нуклеарни станици за производство на енергија и така натаму. Верувајте, тоа влие на светската политика. Верувале ли не? Германија моментално ги затвара сите нуклеарки што ги имаат заради таа идеологија. Сите до една. И сега кога им е ускратен и рускиот газ, не знам што ќе прават. Изгледа ќе одат повторно на јаглен, па да видиме што ќе е подобро за светот. Како и да е. Поентата е дека во моментов има многу луѓе кои се поборници на таа woke culture и стануваат многу влијателни. Знаете, за ние тоа да го осетиме, треба да помине барем една генерација, да видиме што таа woke culture кажува и што учи. Тоа е многу конфузна култура во која превладуваат младите. Тоа е микс помеѓу, како да кажам, некаква жртва, се презентираат како жртви, претходните генерации не оставија катастрофа свет и ние мора да го спасиме. Тоа е генерација која е радикална во своите постапки, значи радикални се во своите постапки, нема стилот, окей, тој да кажеме постмодернизмот што го имавме во кој ќе кажеме добро, тоа може да е вистина за тебе, ама не и за мене, тоа веќе испеана песна. Тоа веќе не се зборува. Значи, они кажуваат, окей, тоа е вистина за тебе, може да не е вистина за мене, ама мојата вистина е апсолутна. Јас за таа вистина сум радикален.
и ќе превземам радикални чекори. Има безнадежност многу безнадежност. Има многу депресија. Има од друга страна многу задоволство кај што се наоѓаат. Тие се измешани чувства каде што крајот не може да им се најде. И тоа престојува во срцето на многу млади. Има еден познат професор, Френк Фуреди, така се читава, да? И слушав едно предавање што го имаше во Европскиот парламент и кажува зошто уствари таа култура преовладува. Едноставно ние како западна цивилизација престанавме да веруваме во апсолутни вредности. Како прво, тоа е првиот чекор. Вториот чекор, сите тие вредности кои ние ги имавме како западна култура, ние веќе сме воздржани. Едноставно не ги вреднуваме доволно. И доаѓа на нова генерација и вика, окей, тоа е премногу неодредено за мене. Јас сакам нешто што ќе биде пластично за јас да го разберам и да можам да го живеам. Ако учитате Ниче, во неговата книга Beyond Good and Evil, не знам како се преведе на македонски, изгледа преку... Над доброто и злото. Како? Над доброто Над доброто и злото. и злото. Окей, супер, фала ви. Ќе видите дека освен неговата филозофија која таму ја презентира, тој на некој начин може да ја презентира и својата природа, некој цинизам, некаква воздржаност према овие генерациите пред него. Едноставно, он станува тој најпаметниот, тој оној кој го има објективниот поглед на светот, сите други едноставно се некако има циник е во суштина. И ако читате тоа ќе го видите и тоа го гледам во новата генерација. Цинизам, скептицизам, се е во новата генерација. Како да се бори црквата со таквиот свет? Често пати посегнуваме по погрешните оружја и по погрешните начини. Го рефлектираме светот со своите алатки и начини кои светот ги користи. Борба преку препукување, борба преку, не знам, едноставно заземање некаква страна и фрлање камења према другата страна. Едноставно е неподносливо да се бориме и да ви кажам искрено, губиме во секоја смисла. Она што може би треба да го промениме е нашето размислување како црква. А кој е тоа размислување? Обично додека зборуваме за христијанството и за мисијата и за верата, сакаме да нагласиме колку црквата има маченици кои биле спремни да умрат за верата и тоа го пренагласуваме. Луѓето беа спремни да умрат за својата вера. Она што новата генерација може да го бара, новата генерација која е склона кон многу онака процентуално кон самоубиства, јас мислам дека тој светоглед презентиран на еден таков начин не им зборува многу силно. Има една сцена од еден филм од DC Comics, се вика Suicide Squad, ако сте го гледале, тој е моментот кога Джокерот, тие што сте го гледале Бетмен, кој слушнал за Бетмен? Бетмен, сите се слушнале за Бетмен, Бетмен и Робин. Еден од ликовите е Джокерот таму. И Джокерот е многу манипулативен, Джокер, така? Многу манипулативен. Тој е ум кој на некој начин носи раздор, хаос носи во општеството. На него не може да придобие нешто. Тој сака само хаос да остави. Едноставно сака да го види светот како гори. Во Suicide Squad, Джокерот успеал да на некој начин да го измие мозокот на познат психолог, Харли Куин, така се вика таа женската, која едноставно почнува да го следи Джокерот безрезервно. Има една сцена во која тие стојат на една голема платформа и Джокерот ја прашава Харли Куин, вика, дали си спремна да умреш за мене? И таа вика, да, спремна сум да умрам за тебе. Джокерот знаете што вика? Тоа не е доволно. Дали си спремна да живееш за мене? Тоа што му вика, да. Можеби новата генерација со која ќе се соочиме во светот, не е генерација која ќе биде примамена или ќе звучи примамливо или ќе биде задоволна со нешто за кое ќе биде спремна да умре. Туку ќе треба да најде нешто за кое таа генерација ќе биде спремна за да живее. Што носи црквата? Што проповедаме ние? Дали нашиот живот, она што го рефлектира нашиот живот, е живот кој е вреден за живење? И таа нова генерација ќе каже, ова е најдобриот живот кој постои, сакам да го живеам тој живот. Новата генерација не е врзана многу со традиции, со некои какви да се оквири. Новата генерација бара живот кој е вреден за живење. Моето прашање е, дали нашиот живот е вреден за живење или дали барем нашиот живот е светлина
кој укажува на тоа дека нашиот живот е вреден за живење. Што остави Христос за нас? За каков живот Христос зборуваше? За каков живот за кој вреди да се живее и умре Христос зборуваше? Во какво учеништво Христос нас не повика? Денес ќе прочитам текст од Матеј, 16 глава, 13 до 28 стих. Ќе го прочитам целиот текст и подосна ќе имаме проповед, тоест коментар на овој текст. Вели вака, значи Матеј 16, 13 до 28. Може да ги отворите вашите Библија ако сакате, за да пратите поубаво. Ве охрабрувам за тоа да направите. И кога дојде Исус во областа на Кесарија Филипова, ги праша учениците своји и рече: "Што велат луѓето? Кој е синот човечки?" Ти одговорија: "Едни дека е Јован Крстител, други дека е Илија, а некој дека е Еремија или дека е еден од пророците." А тој им рече: "А вие што мислите? Кој сум јас?" Симон Петар одговори и рече: "Ти си Христос, синот на живиот Бог." Тогаш Исус му одговори и рече: "Блажен си ти, Симоне, сине Јонин, зашто тело и крв не ти го открија тоа, туку мојот Отец кој е на небесата. А јас ти велам, ти си Петар и на тој камен ќе ја изградам црквата своја и вратите на пеколот нема да ја надвладеат. И ќе ти ги дадам клучевите од небесното царство. И што ќе сврзеш на земјата ќе биде сврзано на небесата, а што ќе разврзеш на земјата ќе биде разврзано и на небесата." Тогаш Исус им заповеда на учениците своји да не кажуваат никому дека тој е Христос. Од тогаш почна Исус на своите ученици да им открива дека тој треба да отиде во Ерусалим и да пострада многу од старешините, првосвештениците и книжниците и да биде убиен и на третиот ден да воскресне. А Петар го повлече настрана. Почна да му говори, зборувајќи: "Биди милостив кон себе, Господи, тоа со тебе нема да се случи." Но тој се заврате и му рече на Петар: "Бега од мене, Сатано, ти си ми соблазна, зашто мислиш не за она што е Божјо, туку за она што е човечко." Тогаш Исус им рече на учениците своји: "А ако некој сака да врви по мене, нека се одрече од себе, нека го земе својот крст и нека ме следи." Амен. Тука има три прашања кои Исус им ги поставува на учениците и тој ги одговара. Првото прашање е: кој сум јас? Исус ги прашува луѓето, своите ученици: што велат луѓето за мене? Кој сум јас? Што мислат луѓето за мене? Често пати нашиот поглед и мислење ќе има влијание од тоа кој луѓето мислат дека е Исус. Што очекуваат од Исус? Многу пати нашата теологија ќе биде влијаена од тоа што другите кажале за Исус, што мислат другите за Исус, кој е Исус, какви гласови слушаш околу тебе. Кој во црквата влијае врз тебе за да ти го оформиш твоето мислење и верување за тоа кој е Исус. Дали има некој во црквата можеби влијае негативно на тоа какво мислење ти ќе градиш за Исус? Дали можеби некој влијае позитивно, дај Боже? Поважната работа која Исус ја става како услов пред да почне било каква работа со тебе и во тебе и преку тебе, не е прашањето што велат другите за мене, кој сум јас, туку што мислиш ти кој сум јас. Тоа е прашање упатено директно кон тебе. Што мислиш ти кој сум јас? Што мислиш ти, Ребека, кој е Исус? Што мислиш ти, Фани, кој е Исус? Што ќе кажеш ти кој е Исус? Исус директно кон тебе го упатува тоа прашање. Што мислиш ти, Живко? Кој сум јас? Одговорот на тоа прашање претходи пред било каква трансформација и градење. Одговорот на тоа прашање претходи пред било која мисија во која Господ тебе ќе те прати. Ако немаш одговор за тоа прашање, нема да можеш да продолжиш никако понатаму. Кој е твојот одговор? Кој сум јас? Кога ние ќе дојдеме на местото каде ќе разбереме кој е тој и ќе сватиме кој е неговиот идентитет, тогаш Исус почнува вистински да гради во нас и преку нас. Тогаш кога ќе разбереме кој е он. Кога Исус ќе се објави во вашиот живот и кога тоа ќе го потврди во твојот живот на многу начини, тогаш преку таа потврда
тој ќе ти открие што се ќе може да гради на таа основа и на тој темел. Минатата богослужба ви пеев една хрватска песна, тие што ја испуштивте, не сте испуштиле многу. Песната се викаше "На пиеско куќу немој градити". И тие што ја испуштивте песната, како што кажав, се однесува на тоа. Тоа се зборовите со кои Исус ја заклучува проповедта на гората. Неговите зборови се како темел, врз кој ако човек ги слуша и ги исполнува тие зборови, неговиот живот ќе биде како куќа, која ќе биде градена на камен и врз која елементите на животот, кои ќе навалат, нема да ја срушат таа негова куќа. Истото се случува и тука. Доколку нашата вера се подпира на тоа кој е Исус, вистински, тогаш Исус преку нас ќе ја гради црквата која, како што му вели на апостол Петар, ќе ги издржи портите на пеколот, ќе гради за Царството Божјо и ќе биде црква со авторитет. Што повеќе сакаме за црквата? Јас сакам нашата црква да биде црква која ќе издржи портите на пеколот, која ќе биде црква која ќе огради Царството Божјо и ќе биде црква со авторитет. Ако сакате, ве молам, само излезете со мобилниот или исклучете го. Благодарам. Каква црква сакаме да имаме? Јас сакам таква црква да имаме. Црква со авторитет. Црква која ќе ги издржи портите на пеколот. Исус вели: "Јас ти велам, Петре, ти си Петар и на тој камен ќе ја изградам црквата своја и вратите на пеколот нема да ја надвладеат." Тука доаѓаме до еден важен принцип за следбеништвото и водството. Исус најпрвин, пред да ги повика учениците на следбеништво и учеништво, тој првин им откри кој е тој. Се додека не го сподели, што е важен принцип за секој еден од нас. Се додека не го споделиш твојот живот вистински и доколку тие околу тебе не те познаваат кој ти на вистина си, невозможно е да се гради црквата. Учеништвото станува невозможна мисија. Јас размислам според таа логика. Ако Исус се чувствувал безбедно да се открие целосно кој тој е, што мене ме задржува да се открием јас кој јас на вистина сум? Што има јас да глумам? Ако Исус, оној совршениот, оној кој го понесе светот на своите раце, ако тој немаше 2% задршка да открие дека му треба молитва, дека е вознемирен, дека може би се сумнева понекогаш, не знам што се споделило на апостолите и на учениците. Не дека се сумнева во неговата мисија или во себе. Туку имал страв. Бил ужаснат. И сега тоа можеме да го видиме во новозаветниот текст. Бил потресен. Ако тој немал задршка да се објави така како што е, така како се чувства, тогаш зашто имам јас? Зашто морам јас да глумам духовен супермен? Не мора. Ти можеш само да растеш и да се подобруваш доколку луѓето околу тебе те познаваат, ти кој на вистина си, луѓето кои ги знаат твоите битки и ги знаат твоите сомнежи. И тоа е првиот чекор. Оној во ведниот пред било што друго да се случува. И доаѓаме до вториот дел. Откако Исус откри кој тој е, тој им откри што тој ќе прави. Вели вака, 21 стих: "Оттогаш почна Исус на своите ученици да им открива дека тој треба да отиде во Јерусалим и да пострада многу од старешините, првосвещениците, книжниците и да биде убиен и на третиот ден да воскресне." Оттогаш, од кога? Од кога Исус им објави кој на вистина тој е. Што им каже? Па тој им ги откри своите планови. Не беа најдобрите планови што постојат, нели, да им ги открие, дека ќе биде убиен, фатен и што ли све не. Но им ги откри своите планови. Понекогаш кога Исус ги открива своите планови во твојот живот, на нас може да ни звучат екстремно некои од тие планови. Да звучат претерано некои од тие планови. Или некои од тие планови кои Исус ќе ти ги открие во твојот живот, за твојата мисија, ќе бидат прерадикални планови. Не мора до толку, разбирате. Значи, били нормални христијани. Не мора до толку. И знаете ли што? Тие планови кои Исус ги сподели со Петар, не му се допадна на Петар. Почна да му столи памет на Исус. Знаете, Петар го повика Исус на страна и вика: "Немај така да збориш. Не е убаво така. Не знам што ли се му кажал, појма нема."
оние културните работи кои некој ближен сака да ти каже добронамерно, знаете. Знаете, тука еден момент на поучување треба да застанеме и да размислиме убаво. Петровото возвишено сознание за Христовиот идентитет дека тој е Христос, Син на живиот Бог, и неговото катастрофално солење памет открива еден важен детал за нас. Довербата никогаш не смее да биде всадена во нас, бидејќи често после големите победи во нашиот живот ќе следат нашите најголеми падови. Да знаете. После најголемите победи во нашиот живот доаѓаат најголемите падови. Знаете, моментот кога Исус му кажа на ти си Петар, врз тебе ќе ја градам црквата и бега од мене сотоно, на истиот човек, се само неколку стихови разлика. Ништо повеќе. Истиот му обете, не е ни друга сцена, не е ни друго место, се наоѓаат. Јас мислам дека како што стоеле, така од почеток до крај, така стоеле. Нема никаква разлика. Довербата е само во Бог, кој во суштина е изворот на се добро во нашиот живот. Па дури и Петровото признание, ти си син на живиот Бог, што му вика Исус на Петар. Блажен си ти, Симоне, сине Јонин, зашто тело и крв не ти го открија тоа, туку мојот Отец, кој е на небесата. Нашите најдобри победи, најпрекрасни победи доаѓаат од Отецот, кој е на небесата. Се што мислиш дека си супер човек? Се што мислиш дека од тебе извира само добро? Знаете, едно од тие прашања кои често пати луѓе на почетокот на својот пат во верата ќе го поставите, зошто лоши работи им се случуваат на добри луѓе? Пошто доаѓаат со перцепција дека јас сум добар, зошто ми се случува мене лошо? Тоа е првата перцепција која имаш, дека ти си уствари добар, дека не разбереш, дека Светиот Дух не те опресведочи за оке ти си добар, ама не си баш добар. Види го Петар. Имаше прекрасна изјава, имаше неверојатен пат после тоа. Се уште довербата имаш во себе? Може би сега е важно време да дојдеш до тоа важно признание дека изворот на се добро во твојот живот е од Бог. Кога веќе Христос ти откри кој е тој, кога веќе ти ги откри твоите планови што тој ќе прави, тогаш тој те повикува да го следиш. Тоа што те повикува на живот во учеништво. Но учеништвото има цена. Тогаш Исус им рече на своите ученици: ако некој сака да врви по мене, нека се одрече од себе, нека оземе својот крст и нека ме следи. За нас можеби тоа се убави символични зборови. Значи треба да се одречам треба да се одречам од тоа една, две, три работи, треба да го земам мојот крст. Што ќе биде мојот крст? Океј, може да биде нешто. Мојот крст и ќе се измисламе нешто. Во првиот век верувам дека учениците кога го слушнале тоа, многу добро знаеле што значи крстот и што значи да се следиш, што значи да се одречеш од себе си, што значи да го земеш крстот и да следиш. Јас ќе кажам вака. Не можеш да ја глумиш љубовта. Едноставно невозможно. Не можеш да имитираш љубовта. Можеш да се обидеш, на луѓето ќе погледнат преку тоа. Дали ти го живееш тоа што го проповедаш, тоа е многу важно прашање. Или има огромна разлика помеѓу твојата порака и твојот живот што рефлектира. Замислете, Исус да не беше толку убедлив со својата порака и со својот живот. Замислете апостолите на момент да видеа разлика помеѓу тоа што Исус го проповеда и тоа што Исус го живее. Ја мислам дека црквата немаше да постои. Немаше шанси да постои црквата. Тоа што Исус го зборуваше во целост го живееше. Според Христос секојаш се сведува на се или ништо. Како вистински водач, Исус даде совршен пример. Тој го живееше тоа што го проповедаше. Сега зборуваме за некои цитати и некои работи во кои Бонхофер нас не опресведочува преку тоа што тој го доживеал. Дитрих Бонхофер не има воведено во концептот, како што кажав, на ефтина милост. Ајде затворете го прозорот ако може само. Фала ви многу.
Бог овер ќе каже вака: ефтината милост е смртта, смртниот грев на црквата. Ефтината милост е смртниот грев на црквата. Тоа е принципот и правилото на милоста, системот на милоста, нешто што ние константно се обидуваме да го направиме. Знаете, Божјата милост се обидуваме да ја ставиме во некаков систем. И верувам дека честопате тие пориви кои извират од нашата грешна природа се наменети за да можеме тој систем да го манипулираме. Ние креираме системи за да можеме тој систем да го манипулираме. Ефтината милост е проповедање на простување на гревовите како генерална и општа вистина и Божјата љубов како христијанскиот концепт и разбирање на Бог. Точно е Библијата дека вели дека Бог е љубов, така ли? Библијата вели Бог е љубов. Но Библијата никогаш не вели дека љубовта е Бог. Разбирате ли? Бог е љубов, но љубовта не е Бог. Понекогаш ние ставаме знакот еднакво таму каде што тој знак не припаѓа. Ефтината милост е оправдување на гревот без оправдување на грешникот кој се кае. Тоа е проповедање на простување без покаяние, крштение без црковна дисциплина, причест без исповедание, ослободување без лично покаяние. Тоа е концептот на ефтина милост. Црквата во глобала ја живее ефтината милост, без да знае дека тоа го прави. А која е скапоцената или драгоцена милост? Скапоцената милост е отелотворениот Бог. Отелотворениот Бог. Скапоцена е затоа што не повикува да го следиме Христос. И тоа е милост затоа што не повикува да го следиме Христос. Скапа е затоа што го осудува гревот, а благодат и милост е затоа што го оправдува грешникот. Не раздвојува нас од гревот. Затоа е милост. Следбеништвото и учеништвото на Христос бара превземање на чекор. Првиот чекор, кој следни веднаш после Христовиот повик, го отсекува следбеникот од претходната состојба на постојање. Првиот чекор во Христовиот живот, во учеништвото, е чекор кој тебе те одвојува од претходната состојба на постојање. Повикот за следбеништво и учеништво создава целосно нова ситуација. Да се остане во претходната ситуација, во грешниот живот, во претходната состојба на постојање, го прави следбеништвото и учеништвото невозможно. Следбеништвото Христово е најрадикалниот чекор кој некој може да го направи во животот. Најрадикалниот чекор. Тој поведно е од една страна е најлесниот чекор затоа што е по милост, од друга страна е најтешкиот чекор затоа што ќе те чини се. Најбунтовното нешто што човек може да го направи во овој свет е да стане Христов следбеник. Има еден музичар кој можеби го знаете, некој од вас вика Алис Купер. И тој човек во светот на музиката, во светот на рок музиката е гледан како еден од најглавните бунтовници према естаблишментот, према конзервативните вредности и така натаму. Но тој човек, Алис Купер, тој го стрекева Христос во неговиот живот. И неговото сведоштво гласи вака: не беше лесно да се искомбинира религија и рок музика. Тоа е најбунтовното нешто што го имам направено. Вели вака: пењето пиво е лесно, да се растури и уништи хотелска соба е лесно, но да се биде христијанин, тоа е тешка работа. Тоа е вистинска бунтовност. Амин. Зошто толкава цена за учеништвото? Дали се запрашале? Сега не проповедаме ефтина милост. Проповедам скапоцена милост. Крстот не е трагедија. Само да знаете, крстот не е трагедија. Тука е суштински дел од последниот христијански живот. Тоа не е страдание кој е последица на овој земен живот. Знаете, понекогаш не викаме: добро, страдаме затоа што сме на земјата. Не е точно тоа. Страдаме затоа што сме христијани. Крстот е суштински дел од христијанскиот живот на земјата. Можеби тоа не ви се допаѓа. Тоа е реалноста. Во тоа не повикува Христос, да не се разбереме погрешно. Христос не повикува да го земеме крстот и да го следиме. Тоа значи дека крстот е суштински дел од животот.
Првото страдание Христово, кој христијанинот мора да го искуси е да се одрече од себе си, да ги остави нештата кои го врзуваат за овој свет. Тоа е смртта на стариот човек, која сама по себе настапува преку средбата со Христос. И таа смрт почнува преку крстот. Крстот е местото. Крстот е средиштето на се. Нашето следбеништво и учеништво најмногу се отсликува во тоа што ние сме Христос за светот. Ние сме повикани да бидеме Христос за светот. Ние сме сострадалници Христо и тој термин го користи апостол Павле. Што значи тоа? Ние учествуваме во неговата мисија во светот. Боховер ќе каже вака: црквата страда за светот. Светот се уште бара некого кој ќе го носи товарот. И црквата со радост ја прифаќа таа улога. Ви текнува некој од првите сведоштва кога апостолите ги истепа и они си одеа од таму срекни затоа што ги истепал некој заради верата во Христос. Тоа е природата. Црквата со задоволство ја прифаќа таа улога да го носи крстот во овој свет. Заради светот. Црквата го следи Христос под крстот. И како што го носи својот крст, стои пред Бог како представник на светот. Ние се застапуваме за светот. Не го отфрламе, не го осудуваме. Тоа не е наша работа, разбирате? Единствен кој седи на местото на судење, на столчето на судењето, е Исус Христос, затоа што тој го заслужил тоа место. Единствениот судија. А како нас Христос не гледа во таа улога? Следбениците и учениците тој ги нарекува солта на светот. И заради нив светот може да продолжи да постои. Тие се возвишеното добро. Следбениците Христови се возвишеното добро. Врвот на неговата креација. Највозвишената вредност која светот ја поседува. Без нив светот не би ни постоел. Оние кои се Христови следбеници. Тие го одржуваат светот во живот. Солта на земјата сме ние. Исус вели, ако солта облуткави и ја изгуби својата соленост, што останува? Не останува ништо. Дали разбираш колку си вреден во Божите очи? Дали си свесен каква вредност имаш во Божите очи? Дали си свесен во каква улога Исус Христос нас не повикува? Понекогаш се чувствуваш безнадежно, понекогаш се чувствуваш како ние сме само како една точка во нашето општество, не правиме никаква разлика. Во Христос, во Христовите очи, ја правите разликата. Вие сте разликата. Да бидете солта на земјата. Толку сте вредни. Христовиот повик за учениците своји да бидат солта на светот не е само тоа, туку да бидат и светлината на светот. Нивната активност на тие ученици е видлива од една страна. Нивната активност е видлива, но во исто време и неосетна и невидлива. Таква е улогата на неговите следбеници. Тие се светлината која се гледа и тие не можат да бидат друго. Тоа е цената на учеништвото. Тоа е цената на учеништвото. Тоа е нешто во кое Христос нас не повикува. Никогаш во животот веќе не престојуваме во комфортната зона на ефтината милост. Затоа Христос не пострадал и во тоа Христос не повикал. Ако Христос покажал некаков пример, тоа е примерот на крстот. Во тоа Христос нас не повикува. Секој еден од нас носи некаков крст. Кој крст тебе Христос ти го дал да го носиш за светот? Дали тој крст го носиш со задоволство и со радост? Или цело време се буниш и е нешто кое едноставно Исус ти ги намалува твоите очекувања? Како Петар, сега треба да му солиш памет на Исус. Исус, немој така човече, па треба малце да издишеме, треба не знам што да направиме. Во каква милост престојуваш ти? Во ефтина милост или во таа скапоцена милост, разбирајќи што Христос направи за тебе? Која цена тоа да ја плати? И во што Христос тебе те повикува да го следиш до самиот крај? Крстот. Крстот е местото. Крстот е начинот.
Тоа е нашиот идентитет. Скапоцена милост. Јас ја сакам таа скапоцена милост. Да пострадам за светот. Ќе пострадам за светот со задоволство и со радост. Затоа што на тој начин вистински го следам мојот Спасител. Амин. Ајде се молим. Исусе Христе, Ти благодарам, Господи, за тоа што кога не повика да те следиме, Ти, Господи, совршено покажаш што значи да се оди по тој пат. Ти, Господи, го одеше тој пат до самиот крај и како што вели апостол Павле беше послушен па дури и до смрт на крст. Исусе Христе, крстот не е последица само на светот, на овој грешен свет, туку крстот е начинот на кој ние стануваме Твои следбеници. Крст кој го носиме, затоа што, Боже мој, те следиме чекор по чекор и, Боже мој, ја делиме мисијата во која Ти не повикуваш. Татко мој небесен, биди со нас, благослови не, дај ни од Твојата благодат, Господи, затоа што сакаме да те следиме секој ден. Благослови не, Боже мој, се оставаме во Твоите таткови раце. Амен.